премудрост, простом да го изслушаме Светото Евангелие. Мир на сите. И духови Твоему. И се чита од Свето Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ во парабола. Еден човек приготви голема вечера и покани мнозина. И кога беше време за вечера, го прати слугата својим да им каже на поканетите: дојдете, оти се е веќе готово. И почнаа сите како договорени да се откажуваат. Првиот му рече: купив нива и ќе треба да одам да ја видам, те молам извини ме. Другиот рече: си купив 5 чифта волови и одам да ги пробам, те молам извини ме. Третиот рече: се оженив и затоа не можам да дојдам. Кога се врати слугата му го кажа тоа на својот господар. Тогаш се разневи домаќинот над куќата и му рече на својот слуга: отиди бргу по раскрсниците и улиците градски и доведи ги тука бедните, слабите, куците и слепите. И рече слугата: господаре, направив како што ми заповеда и уште има место. И му рече господарот на слугата: излези по патиштата и оградите и убеди ги да дојдат за да се наполни мојот дом. Зашто ви велам, никој од поканетите нема да вкуси од вечерата моја. Оти мнозина се поканети, но малцина се избрани. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец благослови. Господ. Преку кој збор се искажува грижата на Бога за светот и во кои негови действија можеме да ја препознаеме? Светите оци ни го оставија зборот домострој или уредување на дом. Преку тој збор се искажува грижата на Бога за светот и од љубов поттикната креативност да го создаде. Сега откако отпадна човекот, Бог не го остави него, своето создание, туку преку пророците кои што се запишани во Стариот Завет. Им дава навестување дека ќе им испрати Спасител и кој ќе биде он, што ќе му се случи. Многу конкретни настани има кои што тие ги проповедаа, за да кога ќе дојде времето на исполнување, да не го измешаат Христа Спасителот со некој друг. Потоа, откако дојде Христос, пророк беше последен Свети Јован Крстител, кој што говореше за Месијата, а после него беа апостолите. Односно, тие беа оние слуги кои што излегува по раскрсниците на градот, за да ги повикаат сите луѓе од краиштата на селената. Значи не само еврејскиот народ, туку на сите 4 страни на светот. Отидоа и проповедаа Царство Небесно. Односно, гозба која што е подготвена без ние да се потрудиме. Туку Христос раснатиот ја подготви гозбата. И љубовта и грижата Божја најмногу можеме да ја препознаеме во зборовите кога ги праќаше слугите свој господарот во параболата. Он рече: убеди ги да дојдат, зашто се е подготвено, значи се грижи да дојдеме во негова близина. Не му е се едно дали ќе дојдеме или нема да дојдеме при Бога. Слушнавме за грижата на Бога кон своето создание, но слушнавме и за изговорите на поканетите. Дали тие имаат врска со реалното однесување на човекот? Во однос на нашето спасение, клучна работа има слободата наша. Значи, ние слободно и со љубов го прифаќаме Бога кога се крштеваме и ги употребуваме, така да кажам грубо, светите тајни. Меѓутоа и нашето далечување од Бога е зависно од тоа дали сакаме да бидеме или не сакаме со Него. Значи, и тоа неприморано оди. А знаеме дека во животот нешто ако не сакаме да го направиме, ќе најдеме безброј изговори дека тоа нешто е невозможно или мора да го одминеме некако. Па затоа во овие
наведување што ги кажа Христос како изговори, можеме и символично да разбереме нешта кои што и случаи кои што ние ги правиме во животот, а кои што се од материјална природа и не оделуваат од Бога. Така, например, нивата може да го символизира материјалното богатство, кон кое што сме привржани, кое што ни е важно во животот, па не сакаме да го ставиме. И тогаш му велиме на Бога, извини не, ние ќе бидеме со нашето богатство. Воловите кои што се спомнуваат, може да бидат нашите страсти кои што толку ни го одземаат нашето тело и нашата волја, што човекот веќе не може да се контролира сам себе си, за се приведе кон Бога, туку бива воден од страстите како што бессловесните домашни животни биваат водени од својот стопан кај што он сака. И третиот пример за женидбата може да ја символизира нашата приврзаност и брак со секое материјално задоволство и радост. И во таа смисла, ставајќи ги нив како изговор за вечното богатство, кој што ни е Бог ни го дал, ние свесно излегуваме од вечната радост која што Бог ја подготви на својата гозба, а секако неговата гозба ќе биде многу повесела и пораскошна од оние задоволства што можеме самите да си ги приуштиме. Сите религии ветуваат нешто во животот по смрт. Дали нашата вера, кога зборува за Царството Небесно, зборува за нешто конкретно кое може да се вкуси додека човек е жив? Па доаѓањето Христово, раѓањето од Ева е на некој начин материализирано дејствување на Бога во светот. И тоа е директно во ова време и простор во кој што живееме. Да беше Христос само некој харизматичен учител, апостолите ќе останаа разбегани, ако нема нешто конкретно, ќе беа разбегани од евреите, како што останан за време на Христовото затворање. Меѓутоа, оно што повторно ги врати в црква, ги задржа, беше живиот Христос, кој што во неделата на Воскресението им се јави на апостолите. И тие видоа дека единствено Он може Царството Небесно и вечно живот да им го даде, а не некој друг, зашто Он ја имаше силата самиот да се воскресне. Друго нешто што конкретно ни се дава нам, како христијани в црква, е телото и крвта Христови, кој што Христос на тајната вечера им ги остави на апостолите, лебот и виното кој што ги благослови. И им рече, им даде заповед да го прават тоа, односно да се причестуваат до крајот на светот. Ништо по-конкретно нема од тоа Бог да ти се даде да го јадеш како храна. И хранејќи се, при тоа да се храниш со неговите нестворени благодатни енергии. А таа конкретна храна, тоа тело негово, нам единствено може да ни се даде во храмот Божи за време на литургија. Че не треба само да го контемплираме Бога, да мислиме за Бога, туку Он и ни се дава живо, за да се соедини Он со нас и ние соедно да станеме едно во Бога. А за тоа јагне Божјо, кое што се дава како храна на човекот, знаели евреите, затоа што кога требаше да излезат од египетското робство, Мојсе им кажа да приготват јагне на кое што не смеат ни една коска да му скршат. И откако ќе ја изедат таа вечера, да одат во слобода. Истото тоа јагне е и Христос, кој што ги уништи жртвите, после него нема крвни жртви, ниту една коска не му се скрши, зашто беше умрен пред останатите разбойници, и хранењето со телото негово преку причеста, ние стануваме слободни, како евреите од Египет, ние стануваме слободни од робството на ѓаволот и влегуваме во Царството Небесно. И сега на нас останува дали ќе влеземе слободно и со љубов во тоа царство, кое што е приготвено за нас, или пак ќе го отфрлиме заради минливите богатства кои што црвите ги јадат.